Гранатирање со часови. Вака живеат жителите на Часив Јар. Градот се наоѓа на нешто повеќе од 10 километри западно од Бахмут, место на жестоки борби меѓу руските и украинските сили. Пред инвазијата на Русија, овде живееле околу 14.000 луѓе, а денес останале само неколку илјади. Наталија е тука и ја чека пензијата. Не беше премногу лошо, но сега нема огревно дрво, па не знам што да правам. Размислуваме да заминеме. Во градот Краматорск, исто така западно од Бахмут, работите се подобри. Има струја, комуникација, продавниците се отворени. Но и овде има гранатирање. Синоќа бевме гранатирани 6 пати во 3 часот наутро и 2 пати во 4 часот наутро. Автобуските линии од Краматорск до Западна Украина се поставени од локални волонтери со добротворната група Ангели на спасот. 8 други непрофитни организации исто така помагаат во евакуација на локалното население со помош на донации од целиот свет, вели волонтерот Евган Павенко. Коштат се просто фантастика, вони звидусили. Фантастично е. Парите доаѓаат од секаде, донации добив и од мои роднини во САД. Ние ги користиме овие пари за да купиме телефони и чевли за барателите на азил. Ги користиме за да купиме и храна за нив. Роднина на Павенко, Алина Павенко Кириченко, се преселила во САД со незините родители кога имала само 8 години. Кога Русија ја нападна Украина, таа почнала да собира пари и да собира донации за жителите на Краматорск. Семејството во САД постојано велеше дека треба да заминат, но тие не сакаа. Свативме дека сакаат да останат и да им помагаат на другите, но им треба помош од нас. Ана дојде во Краматорск со надеж дека тај незините деца ќе бидат евакуирани. Мајката е од градот Друживка, на околу 35 километри од Бахмут. Безопасно, с каждым днем все. Повеќе не е безбедно во градот. Секој ден е се пострашно. Нашата куќа беше оштетена од ракети. Ладно е, немаме газ и мора да готвиме на оган. Автобус, организиран од волонтери, ќе ги однесе сите овие евакуирани луѓе од Краматорск и околните градови до Днипро и Киев, каде што се надеваат дека ќе најдат засолниште и посигурен живот.